Konečno ja sakam, postaja svoja, skopni kaže mi. По повод големиот христијански празник Ѓурѓовден, кој се одбележува во чест на Свети Ѓоргија и е патронен празник на општина Кисела Вода, градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска денот го започна со присуство на утринска литургија во храмот Свети Ѓорги. Со ова локалната самоуправа традиционално го одбележа празникот кој има силно духовно и културно значење за граѓаните. Градоначалничката упати честитка до сите верници, нагласувајќи дека Ѓурѓовден представува празник со длабоки корени во македонската традиција, кој со генерации наназад се негува како символ на верата, истрајноста и заштитата. Таа во својата порака посака овој светол ден да донесе мир, благосостојба и сплотеност меѓу граѓаните, истакнувајќи дека вредностите што ги символизира празникот се особено важни во современото општество. Воедно беше упатена и порака дека примерот на Свети Ѓорги како символ на храброст и победа над предизвиците треба да биде водилка за сите со цел заеднички напредок и посилна заедница. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски информираше дека општинското основно училиште Гулце Делчев добива енергетски ефикасно грејење. Паралелно со доградбата, во Гулце Делчев во Горно Лисиче реализираме проект со огромно значење. Воведуваме современ енергетски ефикасен систем за грејење. На моје огромно задоволство подпишавме меморандум за разбирање со Микела Телатин, директорка на Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги за Југоисточна Европа, истакна Митевски во објава на социјалните мрежи, воедно додавајќи дека не станува збор само за инвестиција во објект, туку директна инвестиција во здравието на децата и квалитетот на воздухот што сите го дишат. Со воведување на топлински пумпи, паметно автоматско управување според надворешната температура и целосно модернизирана котларница, училиштето добива систем кој значително ја намалува потрошувачката на енергија и емисијата на штетни гасови. Инвестицијата од околу $180,000 е целосно безбедена, зашто Митевски рече дека представува силна меѓународна подршка за нивните заложби за почиста животна средина. Со овој проект, сите основни училишта во општина Аеродром преминуваат на еколошко загревање, системско решение што носи долгорочни придобивки за секој ученик, наставник и жител. Како градоначалник порачувам, ова не е модернизација, ова е визија, вели Митевски. По долгогодишен застој, мостот Генерал Михајло Апостолски, кој ги поврзува општините Аеродром и Газибаба, конечно ќе биде ставен во функција. Проектот кој со години беше символ на одолговлекување и административни пречки, сега влегува во завршна фаза. Како што соопшти градоначалникот на општина Газибаба, Бобан Стевковски, завршени се процесите на експроприација, кои представуваа едни од најголемите пречки за реализација. Во наредниот период ќе следуваат подготвителни активности, комплетирање на документацијата и преселување на дел од жителите. Надлежните најавуваат дека во рок од 60 дена ќе се воспостави целосен и функционален сообраќаен проток, што значително ќе го олесни движењето меѓу двата дела на градот. Во изјавите беше изразена и благодарност до скопскиот градоначалник Орце Ѓоргиевски за неговиот ангажман во реализацијата на проектот, кој се оценува како значен чекор кон подобрување на градската инфраструктура. Проектот се смета за важна инвестиција која ќе има долгорочни придобивки за граѓаните, не само во однос на сообраќајот, туку и во урбаниот развој на главниот град. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски одржа работна средба со директорите на основните училишта на која беа утврдени клучните образовни политики за наредната учебна година. Меѓу најзначајните мерки е воведувањето бесплатна храна за сите ученици во целодневна настава, почнувајќи од септември 2026. Трошоците целосно ќе ги покрива општината, со што родителите ќе бидат ослободени од дополнителни финансиски обврски. Општината ќе продолжи со проектот за училишни униформи за сите ученици, со цел поттикнување еднаквост, дисциплина и чувство на припадност. Дополнително за учениците од 4 и 9 одделение ќе бидат организирани и бесплатни повеќедневни екскурзии во рамки на проектот Ја сакам Македонија, со цел подобро запознавање на земјата и стекнување нови искуства. Предвидено е зголемување на стипендиите за талентирани ученици за 50%, како и воведување на менторска настава и дополнителни часови за учениците на кои им е потребна поддршка или се подготвуваат за надпревари. Од општината посочуваат дека со овие мерки се вложува во подобрување на образовниот систем
и обезбедување еднакви можности за сите ученици. Општина Илинден успешно ја спроведе првата акција за ларвицидна дезинсекција за 2026 во рамки на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести. Согласно елаборатот за превентивна дезинсекција, извршено е третирање на водните површини со цел уништување на ларвите од комарци и намалување на ризикот од појава на вектор преносливи заболувања. Со акцијата се опфатени сите водни површини на отворените одводни канали, главни, секундарни и терцијарни, како и речното корито на Сува река и вештачката акумулација во Буџинци, при што беше третирана и вкупна површина од 50 хектари. Дезинсекцијата е спроведена со еколошко средство кое е безбедно за здравјето на граѓаните и одобрено од надлежните институции, велат оттамо. Во текот на годината е планирана уште една ваква акција со цел континуирано намалување на бројот на комарци, најавија од општина Илинден. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.